малку параметар некој овие порано играа надвор. Па Кирил Лазаров кога беше со 61 гол на првенството во Србија. На темата. Играше Пето место и 14-то место исто ли? А не е исто. Ај сега пред 2 години сме биле, само да се потсетам. 20 Пред 2 години сме биле 18. 17. А 2022 година сме биле 22. 22, да. Значи пак сега имаме подобрување. Пак зборуваме за суви. Јас не видов некој голем ракометен експерт ни меѓу новинарите кои што следат ракомет, ни меѓу раководството, ни меѓу највисоките функционери таму, затоа што никој не зема во предвид што ќе се случи. Македонија има многу сериозна поставеност на светската ракометна карта, мапа. Македонија има 9 учества на европски првенства, 8 во континуитет, има 5 учества на светски првенства. И сега треба да бидеме задоволни со 14-тото место. Значи Звонко Шундовски го има најголемиот на хартија, не на хартија, најголемиот де факто резултат постигнат со македонската ракометна репрезентација. Дали е Кирил Лазаров добар селектор или не е? 9-то место сме биле на светско првенство. Горан Ѓорѓоновски убаво напиша: одиме на европско првенство, не знаеме што ни е целта и што... Оваа генерација сега, на следното веќе надпреварување, ќе покаже што знае. Еве го дојде следното надпреварување и... Ние мислам дека ново ракометно првенство немавме цел. И ако мислиме дека ова е успех... Во нашата репрезентација недостасуваат многу работи. Значи знаат многу. Ги знаат и приликите и неприликите. Не се одважуваат да кажат честно, искрено и недвосмислено каде грешиме. Бране Ангеловски чепнува, кажува нешто дека недостасува. Малку како да го прозива Лазаров дека има некои пропусти, но никој тоа не седнува да го каже гласно и јасно. И сега зошто се плашиме? Ги повикуваме да разговараат, сакаат да зборуваат, но на таа тема немој да ме прашуваш. На таа тема не сакам јас сега да зборувам. Знам многу зла крв меѓу македонците. Кирил Лазаров добар тренер да, докажал и покажал со Алкалоид, но за добар селектор се уште по мене не. На крај ќе излезе дека и ЕХФ, и ИХФ, и одоздолу по генеза РФМ е приватно клопче затворено и пријатно. А може и така да испаде. Пријатно. Со лице го кажуваме тоа што го мислиме, грешиме, не грешиме, во право сме, а коментарите од другата страна се скриени, подли, со не 5-та димензија, со 50-та димензија, посебно кога се упрашање судиите, отворено и одговорно јас тврдам, не Наташа ќе се скараме, дека Славе и Ѓорги не направиле никакво идурма, нити лакрадија, дека целата работа е измислена и тоа ќе се покаже со тек на време. Губитокот е тоа што не судат, а не ние да докажеме дека они не се виновни, глупости. И не се криете таму за измислени профили, лилјаци или не знам други работи и да навредувате само. И не само тоа. Бидете мажи, излезете и кажете. Исто овие што ги прозва. Сите ракометни стручњаци. Така е. Кои строшиле животот ракометот го строшиле. Така е. Излезете и кажете. Остануваме на ставот дека сакаме да бидеме позитивни, но и сме, но остануваме и на ставот дека секогаш кога ќе намирисаме или ќе ни дојде во раката нешто што се вика дека не е така како што е прикажано во јавноста, ние го сервираме со вас преку нашиот YouTube канал. Такво сервирање ќе имаме во следната емисија на тема Начески и Николов, и предавниците и кодошите од Македонија не се од Данска, не се од Швајцарија, не се од Германија, не се од Норвешка, не се од нигдека. Домашните предавници кои што им го зарија ножот, а тоа ќе го гледате во следната емисија на Продукција Скок.